мора на глобално ниво да се направи една поделба кои значи достапни содржини ќе бидат за тинеџери, кои ќе бидат значи за возрастни лица, па и не знам која е потребата до тој степен да се гледаат филмови со толкав степен на насилство. Значи и за возрастна личност дури затоа што стануваме резистентни кога гледаме често крв и насилство, значи едноставно тоа станува како нешто секојдневно, како нешто реално. Да. Што им препорачувате? Како да ги анимираат децата? Јас сум мајка и на тинеџерка и на 11 годишно дете и сметам дека само со разговор, макар што секогаш не допирам и јас како стручна сум во тие сегменти, но разговорот е битен од родител, но и многу е важно и друштвото. Значи како и кој што ќе разговара со детето. Значи средината која што го обкружува. Како да се организираме, па мислам дека ние како родители што повеќе да се договараме кои содржини ќе ги дадеме на децата, значи да ги гледаат, колку време ќе им дозволиме за играње на видеоигри, кои игри ќе бидат сега додека не е решено на глобално ниво. Постојано го кажуваат и вашите колеги тоа дека разговорот е клучен и дека треба да се разговара со децата во домот. Што да се разговара? Како да тече разговорот? Тоа е битен сегмент, нели не е само да се разговара. Да, сега јас како и од пракса лична, ќе кажам дека објаснувам зошто не сакам да се игра таа видеоигра. Значи објаснувам бидејќи сметам и ја кажувам реалната причина. И децата знаат да кажат, ама сите тоа го играат, окей, ама тоа е мој став, те молам почитувај го, бидејќи сметам дека многу лоша работа би направила во твојот личен развој и после долго објаснување, значи објаснување на секој одговор. Зошто така сметам дека е правилно? Не послушај ме заради тоа што јас така кажав, затоа што тоа децата ќе најдат и начин да најдат слободно време и да си играат, арнама зошто тоа го мислат родителите.